и ова е вистинското време за првиот разговор, предвиден за ова утро. Веќе знаете, петоците, првиот разговор во петоците ни се резервирани за гости од клиничката болница Аџи-Бадем Систина, а ова утро, заедно со наша Искра, е магистар Болетин Зенуни, дефектолог во Аџи-Бадем Систина. Добро ви утро. Добро утро. Имате и убава и интересна тема, Искра. Ме препуштам. Да. Ирина, некако, мислам дека сосема логично е правено. Целата оваа недела ни е во знакот на почетокот на учебната година, така што денес со нашиот гостин ќе зборуваме за предизвиците кои што со себе ги носи учебната година, но гледана од стручен агол на дефектолог. За децата и за нас, претпоставувам родителите. Повелете. Докторе, добро утро. Добро утро. Добро ни дојдовте. Рековме, ја споменавме веќе темата, но би сакала малку пред да започнеме да прецизираме на која категорија се обраќаме, за која ќе зборуваме денеска, односно кон кого ќе бидат упатени советите денес. Прво, благодарам за поканата. Секогаш е привилегија и чест да бидам гостин во вашата емисија. Така да денес им се обраќаме на нашите најсакани, најмили, на сите ученици што го продолжуваат патот кон успеот и кон новите димензии на знаењата, но посебно внимание на децата, на учениците што за прв пат влегуваат во училници и седнуваат во училиштните клупи. Вие како дефектолог се занимавате со една посебна категорија на ученици, на деца кои што имаат и потешкоти со учењето, така што за нив двоен, троен предизвик некако доаѓа. Кои се за нив, да речеме, да општо да ги кажеме, можеме да кажеме деца со атипичен развој, така кои што имаат пречки, одредени пречки, попречености, така што кои се предизвиците за нив и какви се тие? Многу интересно прашање и значајно прашање. Пред да збориме за децата со проблеми во развојот, јас би сакал малку посебно внимание за сите ученици генерално, за да бидеме ние точни во проценка на секое дете посебно. Ние треба да имаме, да имаме во предвид дека живееме еден живот со брзо темпо. Начинот на живењето не е како што беше порано. Така да многу треба да внимаваме за тоа што секое дете, особено децата што седнуваат за прв пат во училишните клупи, секое дете носи посебна животна приказна. Не се сите исти. Треба да бидеме внимателни. Има деца што доаѓаат од разделби. Има деца што поминувале во животот многу тешки моменти, некои несакани трауми. Има деца што доаѓаат од некоја друга средина за прв пат. Значи, за да бидеме ние точни во проценката, мора да се внимава во социоемоционалното поле. Затоа се ова е интересно и значајно за да ние креираме стратегии и методологии за да може наставната програма да се изврши така како што ние планираме. Посебно за децата со посебни потреби. Наставниците се... Ти се во најблизок, најдиректен контакт со нив. Така, наставниците се главната и клучната алка во целокупниот процес на наставата, затоа што на првите ќе се соочуваат со можните проблеми што учениците ќе ги покажат во времето на наставниот процес. Така да, апелирам истовремено да бидеме многу посветени во овие рамки. Секако дека наставниците поминуваат низ разни обуки, се едуцирани, но еве за полесно да доловиме како еден наставник да препознае која е позадината, што се крие, еве, што ги споменавте, низа приказните што ги имаат децата. Да. Дека нешто не е во ред. Ете, како да препознае? Така. Како што рековме, наставниците се првите тие што се соочуваат со било какво отстапување од од наставниот процес, па многу
мислам, наставниците веќе знаат и се обучени за таа работа. Сега има обуки доста. Тоа е позитивно што веќе одредено време последниве години се организира се посветува внимание и се организираат се повеќе и повеќе обуки, но прашањето е колку тие обуки се стават во пракса. Колку наставниците се подготвени тие обуки, тие знаења да ги стават во пракса, за да можат да им помогнат на децата особено на децата со посебни потреби. Секој наставник треба да води рачун и да профилизира секое дете посебно. Значи, децата што ќе имат и што имат некакви отстапувања во развојот, тоа ќе го покажат одма. Пример, има дете, ако некое дете тешко ги совладува задачите, и покрај тоа што има доволно време и наставникот се посветува доволно, исто како кон другите деца, и оваа дете тешко ги совладува овие задачи, и значи општите вештини како што е читањето, пишувањето, броењето, значи тука можеме веќе основните работи, значи тука веќе ќе имаме една представа и ќе знаеме дека нешто не е во ред. Ако истиот ученик е повлечен, тешко остварува некоја конексија, пријателство со другите деца. Ако некој ученик покажува несоодветни емоционални движења или изрази, значи ако некој ученик не се однесува соодветно на значи ситуацијата значи сите овие работи веќе се аларматни и алармираат дека нешто со детево не е како што треба и како што треба да биде како со другите деца. Значи тој е првиот чекор да се воочи, така? Да, така. Што понатаму? Откако ќе се констатира? Да. Наставниците не се тие што поставуваат диагнози, но треба да водат белешки за секое дете посебно. И сите овие проблеми после треба да се канализираат на едно место и да се побара стручна или стручно мислење од соодветните профили и соодветните стручни работници што се во училиштето. Како што се психологот, педагогот и дефектологот. Да се седнува со нив. Значи првите кои што треба да се побара мислење, стручно мислење и помош се овие профили. Понатаму, кои смерници вие би ги дали околу тоа како да се преадаптира, да речеме, програмата за ваквите деца? Па затоа јас би искористил прилика тука да се посветам и до наставните асистенти, посебните асистенти што веќе ги има на број и што работат со децата со посебни потреби, дека треба да има клучна соработка меѓу нив. За секое дете треба да се направи посебен профил. Значи треба да се и посебна програма според вештините на тоа дете. За да знаеме ние да ги знаеме јаките страни, послабите страни на тој ученик, треба ние тоа да го процениме сами. Значи секогаш во соработка и со наставникот и со родителот. И се додека немаме таков профил, ќе ни биде потешко за тоа дете значи да се вклучува во наставниот процес и да ги мислам да го совлада наставната програма, да го усвои наставната програма. Значи многу треба да се внимава. Не е секое дете исто. Децата не се шаблон. Децата сами се приказни во себе. Значи секој дете има многу јаки страни и многу слаби страни. Само треба човек посветен, што треба да има знаења, треба да е обучен и треба да пред се да сака професијата и да се работи. Докторе, ова се убаво звучи на хартија, така? И вие сте многу едуциран во оваа област, но кога ќе се дојде на терен, колку од тоа е апсолутно применето, да речеме, кај нас?
И после два... Да почнеме, извинете, да почнеме од тоа Така. што апсолутно секако дека сосема логично дека треба наставникот да се посвети на секој ученик, но наставниците знаете дека имаат по 40 деца. Така. Јасно е. Со ова прашање се враќам во времето Наше. негде околу 6-7 години, можеби 8 години, кога прв пат почнав да работам во институција, јавна институција за третирање на деца со посебни потреби. И се сеќавам на мојот прв ден на работа. Одличен Да. студент, се мислите дека Знаењата беа топ, пукате. праксата Да. беше нула. И затоа праксата без знаења е нула и обратно. Ентузијастен, многу, со знаења, но почнав работа со 2 деца паралелно да работам. И во меѓувреме, значи исто време не знаев од каде да почнам, затоа што ми фалеше пракса. Така да низ годините човекот се учи дека не секогаш тоа што пишува во хартија може да се стави во функција на работата, затоа што, како што реков, децата се различни. И сега, после 12-13 години искуство, се случува некој ден да доаѓа некое друго дете за прв пат за проценка или за стручно мислење и одеднаш ке гледаш дека ништо не знаеш. Фактички, затоа што доаѓа некој нов вид на дете со интересни потреби, со различни мислења, со различен профил. И тука искуството доаѓа во мислам во виделина, кој колку има искуство и со искуството да си го промениме работниот процес. Да, сигурно постојат и безброј методи и стратегии и веројатно во текот на процесот ги комбинирате. Или може да издвоите некоја или пак повторно се враќаме на тоа, се зависи од детето. Апсолутно. Знаењата треба да се комбинират, да се менаџират. Пак се враќам на ставот дека искуството си го прави своето. Искуството е нешто што не може да се купува. Тоа е некогаш ми треба, веќе имам во главата идеја со каков вид на дете ќе треба да работам само во првите чекори од детето кога веќе влегува во просторот на работата. Значи гледам дека добро, ова е дете, знам до каде можам да одам со ова дете, затоа што искуството си го прави своето. И доколку нешто не успева, тогаш менувате, така? Менуваме апсолутно. И тука доаѓа тоа знаењето. Дали ајде сега дали да пробаме овој метод или другиот метод. Дали по овој пат да одиме или дали по другиот пат. Тоа и малку е и способноста на самиот професионалец колку ќе може тоа да го значи да се го стави во функција. Се до карактерот, се до има многу бројни фактори што секој од овие фактори помагат до креирање на една методологија. Според вашето искуство и во пракса, и во едукацијата, што е она што ме недостасува, што е она што може да се поправи во нашиот образовен процес кога станува збор за овие деца кои што имаат потешкоти? Во однос на тоа како е поставено сега. Јас, вие секако, но јас и како помлада генерација, сепак бев дел од генерациите каде што имаме солидна наставна програма. Значи, тоа е за среќа моја, за жал на другите генерации после нас. Ние сме сведоци како во нашите учители и наставници организира посебни часови за деца, за најталентираните ученици и за најслабите, така под наводници. И секој дете на кој што им треба помош. Да. И секој ученик на крај излегуваше со 1% на знаење. Не можеше толку така да мислам да поминува од второ на трето одделение пример без да знае без да го заслужи тоа. Така, да го заслужи. И сега за жал нема многу такви. Ја гледам, имаме ние наши роднини деца што идат во и можеме да правиме компарација
на ова поле, така да мислам дека треба повеќе наставниците да се посветат на овие на овој дел и да се креира некоја, да измислат, да креират нешто, да бидат покреативни. Значи, работат со отворени раце. Значи, сега технологијата е отидена многу напред. Значи, условите за работа се многу поинакви од порано. Полесно можат и до Полесно да информации. стигнеме до информација, така да. е. Значи, зошто да не се стигнуваат информации? Зошто еден наставник на крај на работното време и покрај другите семени обврски и животни обврски, барем нешто ама малку, барем нешто така, да се да. подготви за часот за утре дента. Кажуваат учениците, има ученици што они сами барат знаење, други алтернативи да се стигне до информации, до знаења. Значи, мислам дека на ова треба повеќе да се внимава и кога веќе се организираат обуки, да се проценат обуките. Ова обука дали може утре да се стави во функција. Не само да се пишува на едно ливче дека сме го поминале ова, без да водиме белешки дека ама што треба да се имплементира. Крајната задача не е да се имплементира тоа. Ако ние немаме услови, како што за жал мора да го споменам еден момент, значи дипломската тема кога бев во фаза на завршување, во мојот град, во една школа, каде што јас излегов од тоа школа, и нешто прашав околу инклузијата, прашањата ми беа околу инклузијата. Еден од наставниците ми рече, да, вика, вие зборувате за инклузија, вика, ние немаме клупи. Значи, можете да замислите каде сме. Да, инклузијата е нешто многу интересно, многу голем, многу широк поим. Но ајде да се вратиме на основни потреби. И затоа велам дека треба да се внимава на секоја обука дали тоа може да се имплементира понатаму. Да соодветствува. За да имаме фидбек и да има народот придобивки од тоа. Разбирливо. Докторе, на самиот крај би сакала да ги споменеме и родителите. И нивната улога, нивните обврски, предизвици. Вие во една ваша статија, мислам дека имате речено дека да се има дете со атипичен развој може да биде предизвик, но и подарок. Секогаш кога како да гледаат како на тоа како на подарок. Секогаш кога гостувам или без разлика дали гостувам или сум негде дел од каде што се зборува за децата со посебни потреби, јас имав прилика и можност за истовремено да зборувам и како професионалец, како стручно лице и како брат на една сестра со посебни потреби. Значи јас пораснав со ова проблематика. Знам точно и ги чувствувам родителите точно, нивните болки ги чувствувам. Затоа што јас со секој родител прво зборувам како ист профил што го имаме, истото чувство, истата мака и потоа зборувам од професионалниот аспект за патот каде што треба да професионално да се движиме. Треба да се внимава во родителите. Носат многу. Они се веќе животот така им дал таков живот, мислам, таква средина, лесно се кршат родителите. Затоа треба да се внимава како ние како професионалци, значи и им го кажуваме и фактот дека нивното дете со посебни потреби. Треба да се наоѓа соодветна методологија како да стигнеме до таа констатација. Родителите се клучната алка, исто како што се наставниците. Значи, тука има една значајна симбиоза на работа. Триаголник фамозен, да. Значи, фамозниот триаголник. Родителите се соочуваат со многу проблеми, почнувајќи од дома, потоа надвор и мислам дека и секогаш апелирам и правам обиди да има повеќе организирани обуки или собирање така за да им се даде повеќе
можност на родителите да бидат они посамостојни во целиот овој процес. Не им е лесно на тоа. Значи, треба да помислат малку и на себе, да се чуваат, да се штедат себе си и претпоставувам дека затоа треба да се не е срамно да се обратат до стручен лица. Напротив, потребно. Не е срамно. Туку напротивно е, значи треба да побарат помош. Ние сме сега за среќа има доволен број на кадар каде што можеме да се обратиме. Да. Еве, јас не сум дефектолог, јас сум родител на дете со посебни потреби. Значи, треба да се побара од матичниот лекар почнува. Збориме за децата што се многу мали и што веќе почнуваат некако вид на одстапување од развојот, да веќе да го покажат. Тоа е, мислам, главниот проблем е недоволен развиен говор. Значи, или отсуство на говорот, тоа што најпрво се приметува, или однесувањето на детето. И сето дека родителите приметуваат таков вид на одстапување, нека се обраќат кај матичниот лекар, потоа од него да се обраќат кај најблискиот дефектолог, логопед или некој друго стручен кадар, за да се што порано да се стигнува да се започнува со третман и да се стигнува до една диагноза со крајна цел за да бидеме, мислам, детево да го стигнува тоа што да не заостанува повеќе. Значи колку подолго чекаат, толку повеќе ќе заостанува, така. Ние знаеме дека раната интервенција е клучот за успех. Значи, што порано, како викат, подобро да спречиме отколку да лечиме. Значи, тука ова е тоа што го... Доктор, јас многу ви благодарам на јавувањето на вашето гостување и за оваа поддршка што им ја давате, особено на родителите. Впрочем, затоа и го работите тоа што го работите и сите на кои што се им потребни знаат каде да ве најдат во Аџи Бадем Систина. Сите што имат потреба, јас стојам на располагање секогаш за стручни мислења, консултации, проценки, работа, третман. Значи, нема срамно прашање. Родителите тоа да го сватат. Не е, ако мислат они дека срамно е да се прашува ова, не е срамно. Значи, нека прашуваат за било што нив им тежи тоа и нека знаат дека секогаш имат една отворена врата за да наоѓат спас или патот кон успехот и кон И не се сами, а и не се единствени, така. Не се ни единствени, не се ни сами. Заедно како општество мислам дека можеме многу добри работи да направиме за овие деца и за општеството во целина. Да. Многу ви благодарам. Благодарам многу за можноста да бидеме да се дружиме денес и да... И ве очекуваме повторно, знаете, така? Да. Секогаш е добре дојдена вашата покана, така да стојам на располагање. Одлично. Ви благодарам. Ирина? Ви благодарам и на двајцата, на вистина корисни совети до сите гледачи и до родителите и до децата, секако и до бабите и дедовците кои што не следат. Ви благодариме и како што кажа Искра, ве очекуваме повторно, бидејќи секогаш е корисно ова што го зборувате.